мислеше како да ме удри нешто. Оваа болест генерално во најголем дел оди измеѓу 50-та и 60-та година. Тоа се неколку секунди каде што низ глава поминуваат разни слики. Паника, безброј емоции. Од тие пациентки кои што ќе добијат дијагноза од оваријален карцином, Парација страшно ми изгледаше во тој момент. Кое што ќе значи отстранување и на јајниците и на останатите органи зафатени со карциномот. Значи реков не, уште ова не ми треба, значи Моето име е Емилија Христовска-Костовска, имам 42 години. А во моментот сум пензионер, иако смешно звучи, валидска пензија, бидејќи сум трансплантирано срце покрај другите операции. Бевме во Струга и ми звони мојот доктор од кардиохирургија и ми вика: "Емче, може ли да седнеш?" Толку се потресов и ми рече: "Немој да се секираш, чекај, ќе одиме бордерлајна, не излезено надвор, меѓутоа излезе дека е малигно. Каде се борам нели со срцето, сега уште ова стварно не ми треба." И да, ова што пред малку го погледнавте е сегмент од документарецот насловен "Превенција подобро од лекување", кој е мокен доказ за издржливоста на 3 жени кои се правени пред предизвикот на борба со рак на јајникот. 3 хероини, станува збор за Анита Бушкова, Емилија Христовска-Костовска и Марија Стојменова. Тие несебично ја раскажаа својата приказна, а Емилија ја имаме во Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ке кажам, имаме една интерна шега, морам да ја споделам со нашите гледачи. Вчера се договаравме и ми ја раскажавте целата ваша приказна и реков: "Емилија, кога ќе доаѓате, ве молам, донесете ми постер да го закачиме во редакција за да се потсетуваме и да ве гледаме секогаш кога за било што ќе се пожалиме." Постер не ни донесовте. Не ви донесов. Тука ќе ви доаѓам почесто да ве мотивирам. Ајде ќе им објасниме и на гледачите зошто баравме постер од вас во редакција. Тоа што ве прави херој во целата приказна е покрај тоа што борбата со туморот на јајникот е една приказна, трансплантацијата на срце е друга приказна, двете паралелно е навистина застрашувачка. Нешто што вие го поминавте и се уште ни седите овде насмејана. Да ви имаме уште многу долги години на секоја чест. Благодарам. Ајде да почнеме со приказната. Се подготвувате за трансплантација на срце. Правите бројни испитувања кои што секако треба да се направат и тогаш во тие низа испитувања дознавате дека всушност цистата на јајникот за која што сте биле информирани и која сте ја третирале низ годините, а многумина не ја сметале за толку опасна, е всушност многу поопасна. Да, во принцип пред трансплантација на срце мора да биде чисто се, значи доколку имате камчиња во жолчка или некои цисти на јајници, значи мора се да биде чисто. Бидејќи операцијата трансплантација на срце е многу тешка, нели, за самиот пациент. И оној третман после тоа, бидејќи се пијат имуносупресиви, односно таблети за спуштање на имунитетот, значи секоја друга ситуација е многу поопасна него претходно. Така да пред самата трансплантација мораше да се извади јајникот. Всушност некој ми дадоа предлог да се извади се, но некако докторите не се одлучија, рекоа се уште се млада, ќе го извадиме едниот јајник и нели ќе продолжиме понатаму. Тоа се случи на кардиохирургија, бидејќи никој друг не се нафаќаше на такво нешто. Јас сум им преблагодарна и на доктор Ирена Алексиевска Папестиева и на доктор Васо Папестиев, значи и на професор Јовев, нели, што го возможија сето тоа да се случи. Всушност мене ми правеа операција, значи ми го вадеа десниот јајник и ми ја вадеа жолчката, бидејќи имав камчиња во жолчка, и тоа се случи во една операција со 15 ежекциона фракција. Како го доживеавте моментот на сознавање на втората дијагноза, покрај они предизвик со трансплантацијата на срцето кој што го очекуваше? Така, беше многу тежок период, затоа што нели веќе чекав и веќе се борев за кислород, мислам. Нормално тој период е многу тежок.
Јас бев во Струга, бевме на неколку дена, викенд, недела, не ни памтам повеќе. Ми се јаве доктор Васо и ми рече, доктор Папестиев, и ми рече, Емча, молим те, седни. Морам да ти кажам нешто. Резултатите од биопсијата се готови. И фактички, значи всушност цистата што ја извадивме е тумор и е малиген. Тука веќе ме удри дална. Ми рече, немој да се секираш, бордерлајна, значи не е излезено од граници. Ќе мораме да го пратиме, да пратиме нели целата ситуација, затоа што пред трансплантација веќе нема можности за правење на други операции. Рече, ќе ја пратиме, немој да се секираш, ќе те пратиме на ендокринолог, нели, сите тоа што следува. Среќа е што не е излезено, нели, надвор од самите граници и не е, да речеме, толку страшно, но сепак самата информација беше шлок за мене, бидејќи чекав срце за трансплантација. Не се знаеше дали ќе се почне со трансплантација првенствено, не се знаеше нели дали ќе се најде срце, бидејќи треба да се поклопат многу други работи. И целава оваа ситуација беше многу голем терет од озгора. Што следуваше потоа? Дали на вистина не беше толку страшно како што ви го кажаа докторите? Се надевам дека не беше. Трансплантацијата помина, после тоа нели одев редовно на контроли, сите тие работи. Имав еден период кога не добивав циклус цела година, значи 9 месеци. Нормално е од целиот оној стрес на операцијата. Почнав да одам на контроли, нормално ми вадат тумор маркери, за да се види, тумор маркерите почнаа да варираат. Затоа што веќе јас имав и циста и на левиот јајник, не беше толку голема, меѓутоа кога почнаа да варираат тумор маркерите, дури со кардиологот разговарав, рече, ако мислат дека е тумор, нека го вадат, затоа што имуносупресивите може да направат многу поголема белја. Зборав со доктор Алексиоска и таа ми рече, окей, ајде да видиме уште некои испитувања и ако треба, ќе вадиме. И така, после сите испитувања излезе дека е преголем ризик да остане тоа, нели, така како што е, и дека мора да се извади се. И лани, во септември, ми се чини беше операцијата, значи го извадија другиот јајник и матката. И во принципи тоа е многу тежок период, затоа што првенствено вештачки влегуваш во менопауза и почнуваат сите оние работи кои што се случуваат во менопауза. Од потење, поправање, подување и тежок и емотивно за една жена која што не се остварила како мајка. Да, тоа особено некако не го спомнувам затоа што тоа некако си го расчисти во моментот кога ми кажаа дека поради срцето јас не е пожелно да носам дете. Има и други опции. Ние имавме поднесено и за посвојување, чекавме 4 години, не ни одобрија. Иако рекоа дека нели сите услови ги исполнуваме, како и да е, значи се уште имаме време, ние сме се уште млади. Да. И некако затоа не го спомнувам тој момент, затоа што не сте завршиле вие со приказната. Да, некаде таму ми остана оној терет, го заборавив и сега продолжувам понатаму и имаме други опции, има многу деца кои што чекаат и немаат родители и сакаат да им се пружи љубов и нормално дека тоа може да го оствариме. Плази се му на тоа дете што ќе добија ваква мајка лавица, толку имам да кажам. Како сте сега во моментот? Сега сум одлично. После трансплантацијата почнав да одам во теретана, меѓутоа после не кревав тежини, на тоа одма, нели, мислат. Чисто да имам физичка активност, затоа што нели помпата мора да работи. После оваа операција, бидејќи не смеам да кревам ништо тешко, почнав да одам на пилатес и сега одам на зумба. Кај другарка ми. Тоа е неверојатно да приказна енергијата. Некако зумбата повеќе ми легна затоа што имам премногу енергија во мене, која што треба некако да се потроши, а сепак сум инвалидска пензија. И некако зумбата ми е нешто што ја исфрлам негативната енергија и се полнам со позитивна и ми е преубаво. Кога ве прашав вчера како го надминувате
сето ова, вие ми кажавте во еден сегмент, да не беше сопругот веројатно многу тешко, за да дојдам сега до моментот на прашањето колку е важна психолошката поддршка, поддршката од семејството. Сега да бидеме реални и искрени, ако вам како жена ви било тешко да се исправите пред предизвикот дека по природен пат е тешко да останете како мајка, тоа треба да го прифати и вашиот партнер. Ми кажавте, мојот сопруг расчисти со се, само јас да сум покрај него. Да. И вие сте 15 години заедно и посакувам тоа да трае, но многу е важна поддршката. Многу е важна поддршката, значи и во овој момент каде што навистина жените навистина паѓаат во депресија, јас имав среќа што предходно го има среќа или несреќа, сега не знам како да кажам, овој проблем го имав и предходно, значи не започнува од вадењето на органите, за да се остварам како мајка, така да имавме еден период кога доктор Нумовски, Бог да го прости, ми кажа, мислам дека тоа ми беше пресудното, сакаш да станеш мајка и друг да ти го чува детето, или сакаш да имаш дете и ти да го чуваш. И мислам дека тоа не беше пресудното и тогаш сопругот ми рече не е важно дали имаме деца или немаме, значи буквално не е битно, важно е дека ние сме заедно и дека ние се сакаме и тука сум до тебе и покрај тебе за се што ќе поминеш. Тука ми беше семејството, мајка ми, сестра ми, зет ми, значи сите внуците, значи сите ми беа нормално сите беа над мене, гледаа да бидат колку можат позитивни за да јас го истерам тоа и нормално пријателите кои што многу нови пријатели добив покрај оние старите што ми се низ целиот процес и со трансплантацијата, бидејќи правев и кампања и сите тие работи. Многу е важно да ги имате вистинските пријатели, значи вистински пријатели кои што и ден денеска ми се пријатели со кои што сум секој ден, и поддршка од семејството. Значи поддршката е најважната нешто. И поддршката од самиот себе. Да се сакате. И тоа сакав да прашам. Само позитивни мисли да... Значи, едноставно се трудите само позитивно да мислите. Која е првата мисла која што ви паѓа на памет кога се будите? Што ве мотивира да се насмевнете, да го истуркате денот? Да му се јавите на пријателот, да му се јавите на мене, на некој кој не го познавате во случајот вчера и да направите толку пријатен разговор и да се изнасмеете и да бидете ведри и да дојдете еве во студиово насмејани? Не знам, немам мисла да ќе станам со бајле. Тогаш ви се воодушевувам на енергијата. Некако, во принцип сум цел живот позитивна, веројатно звездата ми е таква. Но не дека немав, значи јас бев и во депресија, или јас мислев дека сум во депресија, бидејќи кога отидов на психијатар, таа ми рече ти со оваа енергија не можеш да бидеш во депресија, значи во секој случај. Така да некако се работев и со медитации предходно, работев на сама себе многу во долги периоди кога јас се борев за животот. Многу ми помогна и сум си пресреќна што успеав, нели, да ги научам и да почнам да ги користам тие техники. Си го сакам животот, се сакам себе си и многу е важно да се трудите да бидете позитивни. Значи, доколку ме фати паничен напад или депресија, затоа што ми се случува, како и на секој, јас пробувам веднаш да медитирам или пробувам да се изборувам самата на себе си, за да можам да се извадам од целата таа ситуација. Овој разговор го направивме со уште една цел, да пратиме силна порака и до сите оние кои што се пред ваков сериозен здравствен предизвик, да испратиме порака до нивните семејства, пријатели. Колку е важно да бидат тука, да бидат присутни, бидејќи нели цело е кога има се, а и некако полесно се надминува. Бидете позитивни, првенствено, сакате си го животот и мислам дека тоа е она што е најважното. Бидејќи животот е еден и треба да го живееме во целост, нели, колку што тоа ни е дозволено. Најблиските, значи најголема порака до најблиските, значи на жената секогаш и треба поддршка, особено во вакви моменти,
и мислам дека навистина треба да се тука и да ги поддржуваат и колку можат да им помогнат во целата таа ситуација, бидејќи така им давате сила на луѓето да можат да го истераат тоа. Позитивната енергија е нешто што е најважно во животов, така да трудете се колку можете повеќе да имате. Имам уште многу прашања, но затоа немаме време, па ќе оставам повод за друг разговор. Некако имам чувство дека нашава приказна тука не завршува и дека ќе се гледаме и во иднина. Мислам дека ќе имам уште многу убави приказни да раскажем. Ја се надам. Се надевам, бидејќи ова навистина како и да звучи, завршува добро. Да. Нели? Да. Ќе погледнеме заедно уште едно парче од документарецот, а веднаш продолжуваме со друга гостинка која што е, се разбира, дел од приказнава и психолошката поддршка која што ја споменав. Так. Одиме со вториот дел од парчето. Над личноста која добива таква диагноза и на роднините им е потребно некој кој ќе знае да донесува одлуки, да покаже дека знаеме што правиме. Да, вие добивте таква диагноза, ама сега сме тука, постои лечење, резултати од лечењата. Денеска во многу голем процент карциномот е излечива болест исто. Постои специјални начини, значи како да треба да се однесуваш, да се храниш, да се лечиш, ама тоа треба некој да го сервира на еден многу професионален, човечки начин, како така да го намали, може би не стравот, ама ќе го зголеми чувството на безбедност. Да, јас има луѓе кои знаат што треба да прават и јас сум во сигурни раце. Сега, навраќајќи се наназад, во тој момент немаш време за да седиш и да чекаш некој друг да ти каже што да направиш. Мораш да си донесеш одлуки сам, што е најдобро за тебе сега и исто и за иднина. Најотешително ми беше например тоа што имав многу поддршка од фамилијата, пријателите, емоционална и финансиска исто. И тоа доста ми помогна. И друго тоа што имав многу добри доктори, што стварно се заложија за мене и стварно ми помогна. И тоа така ми даваше сигурност дека ќе биде окей. Колку е важна психолошката поддршка е тема на која што разговараме со Миријана Јовановска-Стојановска. Добро утро, Миријана, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. За да заокружиме приказната, неколку аспекти сакам да опфатиме кога станува збор за психолошката поддршка, но ќе започнеме од првата, информацијата која што ја добиваат пациентите од докторите. Како треба да се соопшти оваа информација? Колку треба да бидат внимателни здравствените работници кога им кажуваат нешто на пациентите што ќе одредува нивната судбина понатаму? Мислам, дури немам зборови, мислам, се е измислено, се е напишано, нели, постојат правила како тоа треба да се прави, зошто? Зашто правилата треба да ги заштитат пациентите кои добиваат таква диагноза, значи кој се може да биде присутен, дали треба да има и психолог тука, дали сега колку е тоа, не знам, воопшто возможно во нашето здравство, зашто има многу малце психолози, ама некој што ќе знае начин, нели, не во ходник, не види снимкава, сигурно е тумор или не знам што, значи нешто. Се работи со човечки живот, затоа што од првиот момент е многу битно како ќе му соопштиме. Една пациентка ми каже, знаете, бе во Австрија на лечење и ме пречека психологот на врата и ми рече, немој да се плашиш, од ова не се умира. Значи, нешто што ќе му дадеме на пациентот не со диагноза, ќе му дадеме нешто друго. Ќе му дадеме верба дека ние знаеме што правиме, знаеме со што, како професионалци, се соочуваме, мислам за докторот и за сите оние што ќе бидат вклучени во лечењето и дека навистина ќе направат најдобро што можат, за сето тоа да излезе окей.
Вилите, не знам како ќе може да изведеме психолошката поддршка паралелно со медицинскиот третман, бидејќи има малку психолози, но е неопходна, еве ни каже пред малку Емилија, за да знаат како да се однесуваат пациентите, каква енергија да добијат, што да мислат за периодот кој следува, како да се однесува семејството, и тие се збунете, вознемирени, исплашени, измешани емоции. Да, па примерната траума е доживува пациентот која ќе му кажат, или ако неговите се тука околу него, па слушаат заедно, отишле да видат резултатите. Или сите оние што ќе слушнат за тоа се секундарно травматизирани, а тоа се сите останати членови од семејството и блиските луѓе кои го доживуваат исто тоа на некој страшен начин. Моментално да, нема доволно психолози, ама, например, би можеле да се обучат медицинските работници, докторите и сестрите, прво на етичност, моралност и на тоа како се соопштуваат диагнози за луѓе кои добиваат ваква диагноза канцер. Како да се однесува семејството од друга страна? За семејството е посебно, нели? Како семејството со онаа секундарна травматизација што е живе, уствари ќе се собере и ќе биде главната поддршка на пациентот. Значи, некој ќе биде тука во секое време 24 часа и нормално дека нив многу им треба поддршка. Прво, они да ја прифатат ситуацијата, они да почнат да веруваат дека тоа може да се излечи, они да сватат колку и треба поддршка на пациентот, на жената или на мажот кој или, значи, тука од нивното семејство. Многу сила ќе им треба и на тие блиски. И заедно со пациентот да поминат ни сите фази на лечење, затоа што самото лечење на карциномот е травматско. И некои пациенти велат, не сакаме многу метеж околу себе, бидејќи многу често забележуваме сожалување во очите на најблиските. Како во што треба да внимаваме во однос на емоциите, да биде поддршка, а не сожалување, бидејќи се забележува? Па да, затоа што тоа е она што би требало, например, исто и они да прашаат, да има прирачник или да има психолог каде да се обратат. Што сега да правиме? Како тоа треба да изгледа? Да го прашуваат пациентот што сакаш ти, да знаат најдобар начин како ќе го мотивираат без да го задават и да го загушат, или без да го постојано појат со сокови и да него му биде мака и да рече не можам повеќе. Значи, тоа е една комплексна работа, мислам, баш онака систематски да се работи и со пациентот, и со семејството, сите заедно како би можеле да го развијат тој еден однос за доброто на пациентот, значи да нема сожалување, да нема дури лутина некогаш се појавува, затоа што нели тоа ни одзема време од животот, ни одзема нешто што ни го ремети секојдневното живење, па потоа се јавува може некогаш незаинтересираност, па некогаш бегство се јавува, негирање. Значи, сите поминуваат низ различни фази, зависно како претходно функционирало семејството и какви луѓе, како личности се сите тие заедно. Не ми треба психолог, добро сум, е нешто што често знаеме да го слушнеме, но ова е можеби совршен момент да ги потсетиме и најблиските во семејството на онколошките пациенти, дека е добро да помислат на овој аспект и за оние кои што го имаат дома, а е со диагноза им значи да преживее и за себе од друга страна. За целото семејство е здраво. Да, значи сето ово одржување во една таа ситуација, нели, кога ќе се добие диагноза, одржувањето на менталното здравје е еден од многу важните аспекти во лечењето на пациентот. Значи, пациентот би требало да помине ни сите фази кои ги препорачува денеска медицината и за да ги прифати лекувањето, за да го прифати сето тоа на многу подобар начин, затоа што ние велиме секогаш дека постои еден плацебо ефект, кога веруваме во работите, работите ни се случуваат. Значи, кога веруваме, кога ќе имаме доверба во процесот на лекување, прифаќањето на тоа лекување
нашето тело подобро ќе го доживее. И кога целото семејство ќе биде поддршка на тој пат, тогаш навистина ќе има многу подобри успеси во лекувањето. Значи, лековите подобро организмот ќе си ги препознае. Сега, за да дојдеме сите до едно такво, сега тоа е нешто идеално, нели, за што зборуваме. Сите ние имаме некој живот и нешто ни се случува, ама не е лошо да се праша некој психолог, да се прочита нешто. Значи, тоа не значи дека луѓето не чинат нешто кога не знаат да се справат со оваа ситуација. Ние сите, кога животот ни носи нови ситуации, се уште немаме развиено механизми како да се справиме. Значи, полесно ќе биде да одиме да прашаме, некој да ни каже, него да дозволиме година, 2-3 да ние развиваме механизми како ќе се справуваме со ситуацијата. Мирјана, благодарам што бевте дел од оваа приказна, што ни одговоривте на прашања кои што се поврзани со темата и се надевам добре дојдени за сите оние кои што се пред ваков предизвик, а во моментов не гледаат. Па јас се надевам дека ќе бидат доволно мудри да го искористат она што го нудиме ние психолозите. Да не си, за да ние ги поттикнеме сето тој тие механизми, тоа одбрана, тоа врзување, тоа прифаќање да биде многу побрзо и да биде многу поефективно и квалитетно. Значи, не мора да останат сами, не мора да развива сами механизми, не мора сами низ болката и маката да поминат. Може некој да им помогне. Апсолутно се согласувам. Благодарам за гостувањето.